Трендафилов, последниот ваш предлог е во оваа ситуација со минималната плата плюс 6.000 денари за сите плати, а да субвенционира владата. Да подсетиме, според методологијата, како што велат според законот, тие кажаа од владата дека може максимум околу 1.800 денари е прашање. Меѓутоа, постои ли што понатаму и разногласие меѓу синдикатите? Како тоа ќе се среди, како понатаму? 300 членови на органите и телата на Сојуз на синдикатите на Македонија во текот на вчерашниот ден излегоа на јавна седница на која донесоа неколку одлуки покрај другото, доколку не се усвои предлогот на Сојуз на синдикатите на Македонија за дополнително зголемување на минималната плата за 6.000 денари и зголемување за 6.000 денари на сите останати плати, донесовме едногласни одлуки пратениците да бидат на минималец, владините функционери да бидат на минималец, владините директори, избрани и именувани лица да бидат на минималец, да почувствуваат и тие како име на работниците. Сојуз на синдикатите на Македонија е единствениот синдикат во државата кој се бори за унапредување на работничкиот и животниот стандард на работниците. Другите синдикати за жал во овој момент сметаат дека не треба да има протести во Македонија, дека платите се доволно високи, дека минималната плата која веќе е незаконски објавена од страна на владата, а ќе изнесува 1.800 денари зголемување, дека е доволна на работниците и затоа синдикатите во моментот се на различен пат. На различен пат се поради тоа што едните молат и не бараат зголемување на минималната плата и на другите плати, а другите се борат и бараат зголемување на минималната плата и на сите останати плати. Ние како Сојуз на синдикати на Македонија покажавме дека не ни интересира која е на власт и која влада ја води државата, но тоа што ни интересира е дали го почитува социјалниот диалог, дали ги зголемува платите и дали не прави напади на синдикатите. Доколку не се остварат барањата на ССМ, како што кажавме од текот на вчерашниот ден, се разбира улицата е решение каде што ќе ги изразиме нашите незадоволства, но следниот пат ќе ги повикаме и работниците со нас. Дали разговаравте со работодавачите, тие се согласуваат ако субвенционира владата, меѓутоа владата вели во буџетот нема дополнително. Во пат ли позиција е ситуацијава или што? Тоа што ние го предложивме беше подадена рака и кон работодавачите кои сакаат да ги задржат квалификуваните работници во Македонија, меѓутоа и кон владата. Предложивме во неколку чекори да се случи зголемувањето. Првиот чекор беше владата доколку може од едниот дел во буџетот во другиот дел во буџетот да ги субвенционира при донесите, не да ги даде парите на работодавачите, но во име на работниците да ги уплати во фондот за пенсиско и инвалидско осигурување за разликата од 6.000 денари. Вториот предлог беше да бидат ослободени работодавачите за овој износ од 6.000 денари, да ги плаќаат при донесите во период од 12 месеци, со што ќе им помогнеме да се реструктурираат и реорганизираат, да можат да исплатат повисоки плати, а од друга страна по истекот на тие 12 месеци да ги плаќаат при донесите за задолжително социјално осигурување. И третиот наш предлог беше да си ги плаќаат при донесите за задолжително социјално осигурување на целиот износ, односно на 500 евра минимална плата. За жал, иако работодавачите, голем дел од нив, го прифатија и ваквиот предлог на ССМ, дури и тие дополнително предлагаа да се замрзнат при донесите, а да ги зголемат платите на работниците, владата сметаше дека на работниците не им е потребна повисока минимална плата и еднострано за прв пат во историјата од донесувањето на законот за минимална плата, со усвојување на информација на влада, а не на економско-социјален совет утврдено мислење, се објави минималната плата во еден навистина минимален износ кој не им помага на апсолутно на никој од работниците. Што понатаму? Како ќе се пеглаат работите и очекувате да се огласи владата? Еве имало и предлог да се замрзнат при донесите, еве да не учествува. Имаше многу предлози, меѓутоа владата како најголем работодавач во државата кажа работодавачите да се договорат со синдикатите, а владата си зема од одговорноста. Владата, да потсетаме, работодавач на 128.000 работници и таа е најголемиот работодавач. Меѓутоа кога владата дава негативен пример и вели не ни требаат синдикатите, ги напаѓа синдикатите, што очекуваат синдикатите да направат со работодавачите во приватниот сектор. Тоа што ние како синдикати го зборуваме цело време и го правиме во изминатите години е тоа дека нема да му молчиме на никој, особено не за зголемување на платите на работниците. Може да не напаѓаат колку сакаат, ние ќе продолжиме нашата борба за раст на платите, а се разбира доколку нема слух, иако ево и денеска ги повикувам да не викнат на маса, да седнеме да разговараме по однос на прашањата кои ги тангираат работниците, а доколку не се гледаме на улица. Значи вие нема да отстапите. Барате диалог со владата? Диалогот е отворен, ние чекаме да не повикаат. Тие еднострано одлучиле дека нема потреба да разговараат со работниците и затоа велам дека доколку не разговараат со работниците, ние од улица како што го направивме тоа во текот на вчерашниот ден, ќе им ги кажеме нашите барања. Тоа не се барања на Слободан, на Сојуз на синдикатите на Македонија, тоа се барања на работниците во Македонија. Работниците во Македонија очекуваат владата да испорача зголемување на минималната плата и зголемување на сите останати плати.